Ostavi govore i lažne lovore, pametni ljudi se lako dogovore. Budi mi lepa oko moje i dobro je. Traži od mene sve, nemoj ni pitati, što više tebi dam, više ću imati. Samo me voli oko moje i dobro je. Jednom se živi za ne, svoje ću kupiti sve, ljubav i sreću i sve, ali jednom nikada ne. Jednom se živi za ne, svoje ću kupiti sve, ljubav i sreću i sve, ali jednom nikada ne. Da su mi tvoje godine. Ostavi govore i lažne lovore, pametni ljudi se lako dogovore. Budi mi lepa oko moje i dobro je. Traži od mene sve, nemoj ni pitati, što više tebi dam, više ću imati. Samo me voli oko moje i dobro je. Jednom se živi za ne, svoje ću kupiti sve, ljubav i sreću i sve, ali jednom nikada ne. Jednom se živi za ne, svoje ću kupiti sve, ljubav i sreću i sve, ali jednom nikada ne. Da su mi tvoje godine. Nemoj ni pitati, što više tebi dam, više ću imati. Samo me voli oko moje i dobro je. Jednom se živi za ne, svoje ću kupiti. Pozdrav do антипатарите. Нищо Владо Павлов не е заборавил. И до полтроните на покойниот Ниче и Паско Кузман.
za nju. Znao sam kako me sudbina čeka. Особен поздрав до Весна Стоименова и Александър Божиновски. Znao sam kako me sudbina čeka. Molio sam ženu. A sudbine care, znaj da je volim, za njom bih dao sve. Нищо не е забравено. Тек почнуваме. Oči su zelene, okuj me cane, znaj da je. Najljepši svijet iz Sarajeve bašte, ubrao sam ja za nju. Znao sam kako me sudbina čeka, volio sam ženu tu. Znao sam kako me sudbina čeka, volio sam ženu tu. Znaj da je volim, za njom bih dao sve. Jače od otrova, teže od lanaca, oči su zelene. Okuj me cane, znaj da je volim, za njom bih dao sve. Jače od otrova, teže od lanaca, oči su zelene. Абе ме сакам! Negdje deca pristanak dati, sruši mi nade sve. Prođe od tada godina mnogo, ja još volim je. Prođe od tada godina mnogo, ja još volim je. Okuj me care, znam da je volim, za nju bih dao sve. Jače od otrova, teže od lanaca, oči su zelene. Okuj me care, znaj da je volim, za nju bih dao sve. Jače od otrova, teže od lanaca, oči su zelene. Oči su zelene. Oči su. Айде се фатиме за работа. Добър ден и среќен ден од Владо Павлов. Мојот поздрав е поздрав од љубов, поздрав со љубов и поздрав за вистината и правдата да победи. Нека стигне поздравот и честитката оному кај што треба. Ама сте вие добро се сеќавате како се доближува, како се умилкува, како се вклучува во живо и велеа: царе, многу те сакаме.
и пуштаа по желби окој ме царе. Ги знаете, не треба да ги споменеме. Но, тоа се нивен проблем. Ние имаме наш проблем, ние имаме наша работа и ние ќе си изгуркаме и ќе си ја тераме нашата работа. Да почнеме од почеток. За сето оно што се случува и ово злосторничко здружување кое што се прави против Владо Павлов и против цела македонска фаланга. Почетокот на ова големо злосторничко здружување Владо Павлов го поврзува со непријателот број 1 на Македонија. Запомнете, на Македонија, а тоа е митрадитот со албанско потекло, жител на Охрид, Паско Кузман. Господинот Паско Кузман, лично на моја покана, беше поканет во 2005 година. И лично ги има сите пронајдоци видено со своји очи. Лично му се представи целата на моја истражувачка дејност, за кој што тогаш бев председател на Пајонска лига. А Пајонска лига беше балканска организација која што беше лига за обединување на сите балкански народи и за спас на сите нив. Таа Пајонска лига беше фондација и невладино здружение кое што државата му дозволила да истражува се што е поврзано со древна Паунија. Така и Кочани, како дел од таа древна Паунија, тоа е од Агријанија. Агријанците се царското и најмокно племе на пајонците или на пеонците. Само финансирачки за спас на името Македонија го правевме ова дело уште во 2004, 2005, 2006 и до ден денес. Морам да признаам дека и МВР Кочани тогаш, а денес Дувлочани, ги има регистрирано сите овие работи. И ги има сликано. До ден денес, на толку големи битки, од 2005 година до ден денес, освен Владо Павлов, никој не сакаше да ги истражува и дешифрира овие камени фигури, тоест кварцни, кои што беа од суштинско значење за секогаш Македонија, никогаш Северна. Овој господин Паско Кузман е непријател број на Македонија, поради тоа што учествува во ова голема хајка и во ова големо злосторничко здружување со уште еден мој пријател кој што е веќе непријател, кој што е близок соработник на Минчо Јорданов и кој што го правеше проектот Скопје 2014. Во нашите кругови на фалангата е познат како Крокодилот и така ќе го именувам. Беше приведен во акцијата Шпион, еден од најголемите диви копачи и лопужи на Минчо Јорданов Железара. Овие двајцата се учесници за едно големо дело, за едно големо откритие, за кој што подоцна требаше да биде и акцијата Фаланга, а се со една цел Паско Кузман да биде отстранет или оставен на мира
да го осознава она што Владо Павлов го пронашол, а на него не му било јасно. Значи, од 2005 година беа потребни приближно 19 години за да МВР Дувлачани со помош на пожарна од Кочани ги одзима дел од овие камени фигури кои што се од суштинско значење за секојаш Македонија, никога северна, и да ги чува во подрумските простории. Времето ќе покаже дали целта била да се дешифрираат или веќе се дешифрирани од Владо Павлов, или целта била друга. Се разбира, тие ќе бидат заштитени и ова место, локалитет за кој што денес ќе зборувам, се додека Павлов е жив. Јас ви уверувам, македонци мои, дека местото кое што е од суштинско значење за Македонија и за целиот свет, како и овие камени, нели фигури кои што Паско Кузман уште во 2005 ги гледа и не презима ништо, ќе обстојат и ќе бидат тука, бидејќи Владо Павлов е се уште жив. Ајде едно блиц прашање. Може едно блиц прашање. Дали местото и овие аргументи кои што се од суштинско значење за секојаш Македонија никога северна ќе обстоја доколку ова злосторничко здружување во кој учествуваат градежни фирми, во кој учествуваат олигарси, премиери, министри на МВР, на разузнавачка служба и кој ли не. Дали ова ќе обстоише и дали местото ќе се чуваше како до ден денес ќе се чува и дали овие докази немаше да бидат изнесени од Македонија ако Владо Павлов беше мртов. Барам и чекам одговор. А до тогаш, додека почнувате да пишувате, ќе слушаме музика и ќе ве следам. А ако има незаинтересираност и ве боли уво за се, нормално дека ќе го прекинеме и ова видео. Мојот поздрав за сите мои браќа и сестри кои што имаме исти јазик, на новородничињата ставаме исти или слични имиња, а тоа е некогашниот македонски полуостров, денес Балканскиот полуостров. Ако немаме одговор и ако не дебатираме, ќе го прекинеме сето ова, што сакам денес да ви го доловам, да ви го искажам, затоа што од почетокот почнувам од 2005 година, од каде што започнуваат сите овие пеколни години на Владо Павлов и се оно што се прави, се во интерес да се скрие вистината, а тоа е да исчезне Македонија. Уште еднаш ке прашувам, дали местото ќе беше чувано и овие аргументи и докази доколку Владо Павлов беше мртов и беше успешна нивната дејност во поглед на животот мој. Чекам. Најмногу сакам да се плашите, затоа што знаете дека го гледаат прво службите ова, а потоа другите служби во Република Македонија и тајни, а потоа и сите останати.
Нема потреба да се плашите, затоа што зборуваме за една правда и за една вистина. Дали овие докази и местото ќе беше дочувано до ден денес, ако Владо Павлов беше мртов? И ових наказа, što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja, na hladna proljeća, bez slike straha. Чекам за да продолжам. Сакам да дебатираме. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojem ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze ništa ne ostane, samo još vučem navike, sve na tome ostane. Da te bar mogu probuditi, kavu ti skuhati, u krevet donijeti, pa te poljubiti, al toga nema i ne postoji. Не сакам да се наметнувам, ама сакам да зборуваме со факти и со аргументи, затоа што на вистина многу работи немаше да чекат на нивно откривање, на нивно докажување, ако ова злосторничко здружување успееше во неговата хајка по животот мој. Имаше неколку и многу нарачени сценарија и физички, а додека многу сценарија биолошки. Да видиме. Ова са два артефакта кои што дотичниот господин Паско Кузман ги остави на милост и на немилост. Но, истражувајќи го злото на Македонија број 1 Паско Кузман, дознав дека тој за многу битни артефакти се правил на тошо налудничаво, исто како со моите докази и со моите откритија. Ајде сите заедно да го викнеме Паско Кузман и да покренеме иницијатива преку директорот на Завод за заштита на споменици денес и министерот за култура за овие два битни доказа кои што се од суштинско значење според Владо Павлов за секогаш Македонија, никогаш Северна. И да покренеме иницијатива зошто Паско Кузман од 2005 година, кога лично бил поканет од Владо Павлов, да ги види, останал пасивен до ден денес. Јас ќе ви кажам. Паско Кузман е човек на дипломатите во Република Македонија. Паско Кузман дипломатите ги користи за одредени активности. Паско Кузман со дипломатски коли има одено во многу градови во Република Македонија. Паско Кузман соработувал со сите диви копачи непријатели на Република Македонија. Паско Кузман, кога доаѓал
оние работи кои што биле од суштинско значење за Македонија, наводно ги фрлал, а додека оние работи кои што не биле битни и ги подкупи со некоја минимална сума. Дивите копачи. За да подоцна, истиот овај парфемисан, не див копач, туку парфемисан копач, Паско Кузман, ги зема затоа што простиот и сиромашниот непријател друг на Македонија, дивиот копач, не знае што е ценето, што не е ценето. Паско Кузман истото го прави и ова со Владо Павлов. Се прави незаинтересиран, се прави налудничав, пишува на мејли дека не можам јас, Владо Павлов, да ти помогнам, а имам доказ. И вие, поголемиот број од сите вас го имате прочитано мејлито од Паско Кузман, нели, Букефал, неговиот пасворд е Букефал, како голем поборник на Александар Македонски, а у суштина е најголем непријател на Александар Македонски. Редно е да го прашаме сите заедно. Зошто Паско Кузман на лична покана од Владо Павлов ги има видено, лично му е објаснето се за процесна работа, остана незаинтересиран за овие, например, два доказа кои што се од суштинско значење за секојаш Македонија, никогаш северна. Затоа што на Паско Кузман и на Сорос, кои што владеја со Македонија до ден денес и кои што спроведуваат оваа акција со Паско Кузман против Владо Павлов, затоа што крал на Грција треба да биде синот на Сорос, со монархистичко уредување, нормално дека ќе му сметат овие откритија. И започнува хајката против Владо Павлов и хајката ноќта на вештерките. Бидејќи наомиленото нешто на Паско Кузман е 1001 ноќ. Хајката започнува после донесувањето на Паско Кузман во Кочани во 2005 година, и кога Владо Павлов му е објавува ова вистина, дека ние имаме аргумент да ја спасиме Македонија, дека ние имаме аргумент да се спротиставиме на грчкиот фалсификат, дека ние имаме аргумент да бидеме Македонија, тој наводно ќе напише дека овој аргумент бил за некои многу големи луѓе, а тој не бил толку голем како парфемисан копач, затоа што ова е многу поголемо од сето оно што го правил тој претходно. И затоа требаше да бидем незаинтересиран пред мене, пред очите на сите вас, а во сенка да работи цело време против мене и создавање на лажен гроб на Александар Македонски во Геолифот. Тоа е Паско Кузман и Никола Груевски. А тој треба да кажи зошто бил незаинтересиран пред ова големо откритие уште во 2005 година од Владо Павлов. Ова моје видео денес ќе го започнеме со како Ачко, нели, и Ѓорѓето и антипаторите велат пчелата, јас велам матицата.
па некоја си Каролина Александар, алијас Никола Рисевски од Свети Николе, тој ја пронашол пчелата. А се уште не ја гледаме во неговите раци, а гледате овде во чии раци е. Ова големо откритие, морам да признам, започна се од ова дело. И затоа го повикувам Завод за заштита на споменици, како што МВР Дух Влачани вршеше претрес и bespravно, кое што е прикажено, е одземено и однесено во подрумските простории, да се одземе од МВР и да се донесе и да се пренесе во Завод за заштита на споменици под лична заштита од сите нас, да се дешифрира, да се доистржи колку е старо, што представува и дали Владо Павлов е во право. Исто да се изврши претрес и онаму каде што денеска е матицата, каде што Паско Кузман лично, заедно со тогаш археолог Кустос на Кочани и Линка, имат кажано дека Владо Павлов е за се во право, уште во 2005 година, кога го донесел Паско Кузман во Кочани. Лично ја повикувам и дотичната госпоđа Весна Стојменова да не се прави дека паднала од небо и се избришеле од меморија 15 години, да кажи кој како започнал и што се е започнало и која е целта со последните случувања кои што ги прават заедно со дотичниот господин, на кој што им требаше некој да учествува, нели, во уништувањето на Владо Павлов, затоа што и пред малку неслучајно ве прашав дали овие откритија и овие докази за секогаш Македонија, никогаш Северна, ќе обстоеја, иако дел од нив се во подрумските простории на МВР Дух Влачани, иако дел од нив се во куќата, дали ќе обстоеја до денес ако Владо Павлов беше мртов. Но за да не обстојат, навистина Владо Павлов требаше да биде мртов. Затоа што требаше гроб на гроб, а не овај пат. Гроб на инвеститор да запечати. Дали сум во право до овде? Зошто се молчи од 2005 година, а денес да работиме против Владо Павлов? Кога сето ова му било представено на Паско Кузман, го повикувам премиерот Христијан Мицкоски, министерот за вратнишни работи, министерот за култура, Завод за заштита на споменици, да преземат активност со Паско Кузман и со сите они учесници во заговорот и во ова злосторничко здружување против Владо Павлов за се ова што се прави со години уназад. За едно дело, за една локација, каде што има подземен храм во кој што Македонија секогаш ќе биде Македонија. Дали она со кој што се прави ова злосторничко здружување со години уназад врз Владо Павлов имаат за цел да го зацементираат тој подземен храм кој што е пронајден 2005 година и лично Паско Кузман е донесен. Самите дознайте. Според моите сознанија и она на кој што сум работил како председател на Пајонска лига, лига на сите обединети пајонци во целиот свет, а тоа значи на сите балканци, ние имаме подземен храм за кој што имам докази, а тоа го знае и дотичната госпоđа
Весна Стоименова, која што наеднаш ја одзедува со матичен брод и ништо не знае. Нисам ја одавде, јас сам из бицикла прави. Дека тој храм бил горен. Според сите мои докази и аргументи, а представени на Паско Кузман, во тој подземен храм имаме војсководец, македонски цар погребан. Дали ова вистина и ова дело од Владо Павлов и ова откритие, кој не барам да бидам награден, туку го правам како македонец за Македонија, пред очите на Бог, требаше Владо Павлов да биде мртов, за да сето ова денес се скрие од очите на јавноста, од очите на сите вас. Со фингирани нарачени сценарија. Одговорно тврдам дека ова грозоморно сценарио пред Владо Павлов, спроведено од испратени блиски соработници, предходно подготвувани кај Ниче Димовски и Паско Кузман и Сашо Мијалков, имаа за цел Владо Павлов да не постои, за да ова денес биде на територија на денешна Грција или во Свети Николско. Па затоа мем и буквата М, кој што символизира водата, а јас бев првиот кој што го представив она што ве лажат и манипулират со геолифот, па денес после толку години други кажуваат дека тоа е М буквата, а М ја символизирала наводно Македонија, а никаде ја нема Матеја. Така да за Владо Павлов геолифот е ова. Ова е М буквата, ова е матица, ова е Македонија. А кој цар се крие позади овој лик, вие самите дознаете. Затоа што овој калаус за вистината на Македонија и за гробот на еден од македонските цареви го има ликот негов. Тоа значи дека неговата гробница била на друго место. Тоа значи, за да ја заштити македонскиот народ, требало да ја премести на друго место. А тоа го потврдува овој доказ. Затоа што ова е влезот од двата столба кои што стоеле на неговата гробница. Тоа значи дека македонците и тогаш и денес го чувале овој македонски цар. Тоа значи дека тој македонски цар денес е оваму каде што е пронајден овој доказ. Затоа еден од многуте инволвирани во ова злосторничко здружување ќе кажеше зошто МВР не го земе ако е од суштинско значење за Македонија. Ама затоа МВР побрза да го земе, да му докаже на дотичниот Александар Буџиновски дека ова се докази, аргументи и факти за македонски цар, а не да се злоупотребува местото со инвеститори, со хајки поврзани со Владо Павлов, а се со една цел да не биде откриено и Македонија секогаш да стане северна, па во иднини да не постои. Затоа ве молам, прашајте го дотичниот господин Александар Буџиновски, зошто овие артефакти и докази не се од суштинско значење за Македонија?
или бил со креаторот во едно големо злосторничко здружување против Владо Павлов, за да ова откритие биде сокриено од очите на јавноста, за да ова откритие биде сокриено од сите вас. Прашајте и дотичната, која што заборавила 15 години, ништо не се сеќава. Чиво е ова? Од кога почна се? И дали Владо Павлов е искористен од незината фамилија да дознаат што имат кај нив? Ајде да ги отвориме картите сите заедно. Ајде да играме машки. Затоа што повеќе ова не може да се издржи, ова не се трпи. 20 години помина, 20 години терор, 20 години масакрирање, врз се што оно го прави Владо Павлов, а е во интерес на цела Македонија и на цел свет. Слободно прашајте ги. Воопшто Владо Павлов не го интересира разводот. Не ти се допаѓал Владо Павлов? Океј. Ама ниту една друга жена не прави како таа жена што правиш. Зошто? За да ова дело биде сокриено. За да Владо Павлов биде мртов. Нема ништо да биде сокриено. Тек почнуваме. Тек почнуваме да го откриваме. И никој нема право на собственост на нешто што е 3 метра под вашата куќа. Тоа е на Република Македонија Весна Стојменова. Сакате да играте? Ке играме. Бог ми дал живот, му благодарам. И јас морам ова мое, што Бог ми го дал да живеам, на кој што сметам на сите служби во Република Македонија, на МОСАД, на ЦИА, на БНД, на МИОСУ, на кого му одговара гробот на македонскиот цар да биде во Кочани? Само Бог е тој што ме одржувал во живот овие 20 години, македонци мои. И ја морам да се раздржам на Бог за мојот живот што ми го дал. И молчев 20 години за се што се прави против мене, за спас на Македонија и целиот свет преку Македонија. Затоа што првите гласови кои што ги слушнав тука и кога го најдовме храмот изгорен, беа: Владо, не се плаши, цело го врлево е со тебе. Владо, не се плаши, Македонија е света земја и тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Тоа беа гласови кои што ги слушав, додека сакав да помогнам на Македонија. Го повикувам премиерот на Република Македонија да отворе нова постапка, ако треба и против Владо Павлов, со кривична за ова зашто Паско Кузман го премолчил и зашто Владо Павлов го чувал до ден денес и со која цел е киднапирано од МВР довлочени. Го повикувам министерот за внатрешни работи да покрене иницијатива со претрес онаму каде што е матицата. Го повикувам директорот на Завод на заштита на споменици и министерот за култура да застанат во одбрана на ова големо откритие на кое што Владо Павлов 20 години живее во терор и во пекол.